Преспанскиот договор не е затворено прашање и остава простор Грција во иднина да излегува со нови барања и условувања за Македонија. Ова е ставот на поранешниот амбасадор Маријан Ѓорчев, кој во емисијата Што не е јасно на Алфа рече дека Уставниот суд доправа треба да се произнесе за начинот на кој беше ратификувана спогодбата, како и за начинот на кој беше променет уставот по неуспешниот референдум. Ниту еден уставен суд нема право да рече да, ние мора да почитуваме волјата на народот и да кажеме дека македонскиот народ не сака да му биде променето името, независно какви консеквенции ќе бидат после тоа. Самиот начин на изгласување на Преспанскиот договор, без да се анализираат длабоко сежно последиците од тој договор, дека едно е, вие кога имате таму на англиски Северна Македонија, придавката, друго е на македонски, едно е кога вие го толкувате на еден или друг начин, факт е дека португалската министерка не нарекуваше северномакедонци. Факт е дека се зборува за северномакедонски јазик предлозите. Факт е дека таа формулација, така како што е напишана во тој договор, произведува толку многу небулози, толку многу непознаници. Ѓорчев смета и дека меѓу Грција и Бугарија постои тајна дипломатија, а подпишувањето на Преспанскиот договор и задоволувањето на барањата на Атина само ги зголемува апетитите на Софија. Тајна дипломатија која што работи на тоа да бидат усогласени нивните дејства по прашањето на Македонија. Договорот на македонското прашање, односно судбината на македонското прашање е решена со Балканските војни, со амин на големите сили на Европа. Делбата на Македонија во Балканските војни, на Пиринскиот, Егејскиот и Вардарскиот дел, е грешка на Европа. И таа грешка Европа никош нема да ја признае. И преку своите држави кои што сега членки на Европа, Грција и Македонија, ги прават овие притисоци врз нас, ако тоа Европа го признае, треба да каже дека Македонија не само денес, не вчера, пред 10 години со Хрватска требаше да биде членка на Европската унија. Поранешниот амбасадор вели дека Преспанскиот договор го промени уставното име на Македонија, но не ја оствари главната цел – интеграција во Европската унија. Од тука, додава тој, неговата примена треба да биде во најмала рака одложена, барем до моментот на полноправно членство.